Проекциите на владата се реални и остварливи. Растот се темели врз големена потрошувачка поради поголемите плати и пензии, а особено инвестициите на приватниот сектор. Бизнисмените се задоволни што не се крати од капиталните инвестиции. Токму напротив, тие се зголемуваат за речиси 5 милиони евра и ќе достигнат 772 милиони евра. Ова е втора година како не се кратат капиталните проекти со ребаланс на буџетот. Владата огромни надежи полага во градежната експанзија, особено изградбата на патиштата и инфраструктурните проекти кои ги реализираат општините. Аналитичарите сметаат дека токму тоа ќе придонесе за поголем економски раст годинава. Моите очекувања се дека остануваат елементите во новиот државен буџет исти, горе-долу вие ги спомнавте во најавата, но најголемиот фокус треба да биде во исполнетоста на капиталните. Е амбициозно ставката на капитални инвестиции, но од друга страна и начинот на исполнетоста ќе зависи од дисциплината на целокупниот систем во спроведување на таа исполнителност. Тука треба да биде клучот, како што во неколку пати сум кажал. Еден од најголемите ризици врз растот е зголемената инфлација од 2,2 на 2,8%. Тензиите на Блискиот исток и пролонгирањето на војната во Украина создаваат притисок врз цената на нафтата и може да го поскапа домашното производство. Министерката за финансии вели дека таа Министерството за економија, пазарниот инспекторат активно ја следат состојбата како на цените низ маркетите, така и врз поскапувањето на нафтата и другите берзански цени. Доколку дојде до промени, ќе има и соодветни мерки. Повеќе пари ќе има и за зголемена конкурентност на домашните фирми. Токму вакви мерки посакува бизнисот, велат Стопанската комора на Северозападна Македонија. Имајќи предвид дека ние како држава во регионот, но и пошироко се соочуваме со повисоки, да кажам, стапки на оперативни трошоци со кои компаниите оперираат и секако дека тоа се одразува и на финалните цени на производите и услугите кои што тие ги дават и ги нудат за купувачите и клиентите. Во тој дел мислам дека владата може повеќе да прави. Со прекроената државна каса се обезбедуваат повеќе пари за плати, пензии, инфраструктурни проекти, субвенции, здравство. Вкупните расходи ќе изнесуваат 6,56 милиарди евра, а вкупните приходи 5,92 милиарди евра. Буџетскиот дефицит ќе остане на истото ниво од 4% од бруто домашниот производ или 672 милиони евра. Се зголемуваат и парите за исплата на плати на администрацијата, најмногу поради повисоките плати за 10% во Министерството за внатрешни работи. Исто така предвидени се и повеќе пари за пензионерите. Во септември ќе има ново покачување на пензиите, но се уште не се знае колкаво ќе биде тоа.